Во источниот регион, особено во Пијанечко, се зголемува бројот на земјоделците за органско производство. Овој регион е погоден за производство на органска храна, а исто така и со новите мерки за 50% повисоки субвенции за производителите на органска храна се јавуваат уште поголеми поволности, кај земјоделците да поминат од конвенционално во органско производство, тврдат од Федерацијата на органски производители. Еве и луѓето кои полека имаат се поголемо искуство во органско производство, стануваат на некои начини како советници кои знаат како да може да му пренесат и на другите земјоделци како овој тип на производство да го остварат. Морам да споменам дека еве до 31 мај е сега и пријавувањето за органски производители, односно за субвенции, а во делот на пријавувањето тие што ќе преминат во органски производители треба да го чекираат и делот за органски производители. Делчевско е познато по производството на модрата слива, гравот, чистиот мед, кој доколку е сертифицирано, инвестицијата ќе биде уште поголема, велат експертите. Станува збор од семе до џубрива, до пестициди, до заштита на животна средина и така натаму. Пазарот на органски производи се размрда еве во главниот град во Скопје, кај што е главната потрошувачка маса. Веќе се барат органски производи и постојано има отворени понуди до земјоделците да се пријавуваат тие што произведуваат за да може таа роба да стигне до потрошувачите. Органското производство е одличен семеен бизнис, чии производи се повеќе се бараат на пазарот. Еве на пазарот се појавуваат и фирми кои почнуваат со откуп на такви органски производи и како една голема сигурност за сите производители на органски производи, можам да ги охрабрам дека навистина сите производи кои тие ќе ги произведат како органски ќе бидат потрошени, продадени, откупени, преработени на нашиот пазар. Федерацијата на органски производители има 9 здруженија со околу 1000 органски производители кои активно работат. Најмногу произведуваат овошје, чаеви, сточарски производи, печурки и приработки од овошје и зеленчук.